Благодарам. Почитувана македонска јавност, на дневен ред имаме повторно закон по скратена постапка, предложен од владата на Зоран Заев, со незините представници доктор Фатмир Бесими, министер за финансии, Мила Царовска, министерка за образование и наука, и доктор Димитар Ковачевски, заменик министер за финансии. И повторно се работи за заем, овој пат од 21,5 милиони евра, и повторно се вели дека не е сложен и обемен предлогот и дека истиот може да се донесе по скратена постапка согласно, односно несогласно членот 7 од деловникот. Навистина не знам како можете да продолжувате со злоупотреба на скратената постапка за носење на вакви закони. Може би овој предлог на закон има само 6 члена, но истиот се однесува на заем од 21,5 милиони евра, кој што ќе го отплаќаат сите граѓани на Република Македонија. Во време кога сме во катастрофална здравствена и економска криза, владата на Зоран Заев одлучува да не задолжува со милионски суми на евра не само за основното образование, туку и за земјоделие 46 милиони евра, енергетска ефикасност 25 милиони, брз автобуски превоз во Скопје 70 милиони, здравство 90 милиони и новиот универзитетски клинички центар 500 милиони евра. Во време кога сме во катастрофална здравствена и економска криза, владата на Зоран Заев проектираше и го донесе најголемиот буџет досега од 4,25 милиарди евра, а сме задолжени над 63,5% од бруто домашниот производ. Во вакво време-невреме, сега остана уште на Царовска да ја обезбедиме 21,5 милиони евра, кои што ќе ги исплаќа македонскиот народ цели 11 години. Ова значи дека и кога Царовска нема да биде министерка, долговите ќе ни останат на сите нас. Покрај долговите, јас навистина се сомневам дали овие средства и навистина ќе се реализираат, бидејќи сиот изминат 4-годишен неуспех на оваа влада падна врз товарот на корона кризата. Можеме само да замислиме како добро ќе им дојде се уште актуелнава корона криза, која што нема абер да се совлада со оглед на катастрофалното ангажирање околу набавката на вакцини од страна на Филипче, за да се оправдаат со нереализацијата и на овие огромни 21,5 милиони евра. Македонија видела многу влади и премиери, но како оваа на Зоран Заев дефинитивно не. Вакво поигрување со човечкото здравје и со човечки животи досега немала ниту една земја на светов. И наместо деноночно да заседава владата и деноночно да расправа собранието само и само во однос на изнаоѓање начин за конечно снабдување на населението со вакцини, ние во собраниево сме бомбардирани со закони за задолжувања и што е најтрагично, како опозиција сме обвинувани што истите не ги поддржуваме. Воведот на денешниот предлог закон, меѓу другото, се наведува дека истиот е со цел да се ублажат негативните последици во образованието на ранливите категории ученици, предизвикани од COVID-19, и дека законот предвидува и имплементација на програма за доделување на грантови во насока на обезбедување туторство и менторство на засегнати ученици и училишта. Ова доделување на грантови мене искрено многу ме подсетува на оние предизборни ваучери со кои Заев си ја купи така наречената изборна победа. Не можам вака да не размислувам, зашто сведоци бевме како Царовска ги бираше менторите по партиски клуч. На сите ученици и на нивните родители во овие моменти најбитно им е да си го сочуваат здравјето и своите животи. Вашата грижа за нивното учење се виде на дело, кога илјадници од нив оставивте без компјутери и интернет, а им воведовте далечинска настава заради корона пандемијата. Ова се само убаво срочени зборови во текстот на овој предлог на закон, во добро познатиот стил на министерката Царовска, да не изврти 10 круга околу само еден збор, кои што никако не можат да ја отсликаат неговата вистинска намена и цел, исто така во добро познатиот невар на Царовска. Понатака, во предлог законот не е приложена никаква анализа за моменталната состојба во образованието во смисол на инфраструктура и опременост со наставни и нагледни средства, ниту пак е приложен некаков финансиски план за што конкретно ќе бидат потрошени овие
21,5 милиони евра. Не е наведено ниту тоа кои училишта ќе бидат опфатени, како ни временска рамка за реализација на активностите. Дури 340.000 евра се предвидени за споделување на описни статистички податоци за секое училиште и за спроведување консултации со локалните заедници. Понатаму, предвидена е и набавка на софтвер. Што се случи кога веќе се планира набавка на нов софтвер со средствата кои се издвоија за националната платформа за далечинско учење, бидејќи истата не профункционира, или и ова не е вредно за прашување. Исто така, во предлог законот се споменува и операционализацијата на стандардите за основните стручни компетенции на наставниците во основните и средните училишта, па нели законов се однесуваше само за основното образование. И конечно, познавајќи смешноста на владата на Зоран Заев за малверзации, прашувам дали со овие средства се планирани и нови вработувања, бидејќи избори се ближат, нели? И дали повторно ќе ни кажете прво да гласаме за одобрување на заемот, па отпосле ќе ни биде образложено каде точно ќе се потрошат парите. Лично или идентично беше и со законот за заем од 90 милиони евра за здравството, а самата власт пред некој ден призна дека за здравството се потрошиле само 7 милиони евра. Или со законот за попис, кога прво се изгласа истиот, па отпосле се донесе методологијата за спроведување на попис. Навистина, во едно вакво невреме, власта да размислува за спроведување на попис и за унапредување на основното образование, за мене не само што е премногу сомнително, туку е и навистина крајно несериозно. Станавме земја за подсмев и земја за пример за корупција, криминал, скандали и афери. Нема ден да не сретнам некој загрижен граѓанин кој прашува до кога вака. Дигам раменици и се чудам што да му одговорам. Дали да го прашам за кого гласал на последните избори или за кого ќе гласа на следните. Страв ми е само да не добијам одговор дека да излезе зашто не зависи од него, зашто се плаши и зашто му е прекуглава. Стравот во коски им го втеравте на луѓето. Се плашат за своите деца, се плашат за своите животи. Се плашат да прозборат, да излезат, да изреагираат. Тоа е вашето владење, страв до коски и молк. Ама со страв не се владее. Вие бевте најгласните против некаквиот си режим. Сега благодарение на вас станавме хибриден режим и стасавме до 111-тото место по индексот на корупција. Образованието, здравството, земјоделието, градежништвото, угостителството, економијата ни се на апарати благодарение на вас. Корона кризата е само за вас некакво си оправдување. Вие и неја злоупотребивте. За набавка на вакцини сакавте да земате провизии. Со здравието на своите сограѓани се пазарите и профитирате. Дали имате лимит? Дали имате срам и дали имате чувство за одговорност? Ако го имавте, одамна ќе ви сигнализираше дека ја претеравте. Затоа, овој денешен предлог на закон за заем од 21,5 милиони евра многу подобро ќе беше да го преточевте во закон со кој ќе направевте населението да добие бесплатни тестови, да добие конечно вакцини и конечно да спие мирно. Наместо ова, државава ја претворивте во едно големо казино, па се коцка кој кај ќе стигне и кој со што ќе стигне. Се коцкате и со човечки животи. За спас на човечките животи не ни треба овој заем, ни требаат вакцини. Дали сте свесни дека не ни е до реформи во основното образование по теркот на Царовска? Ова образование наше има експерти и експерти. Крајно понижувачки е што никој не ги консултира. Крајно понижувачки е што образованието ни го води еден експерт за водење невладени организации и експерт за профит. Ќе завршам со тоа дека заплашен народ не е задоволен народ. Кога заплашувањето се користи за владење, тоа значи дека се нема вистинско решение. Ви благодарам. Реплика, пратеник